Dobro. Pretpostavljam, site ste čuli ili ste vidjeli Lavirint, ako ne tako fizički, ste vidjeli na filmovi ili ste pročitali v knjigi. Poznate se od древността, ги има в митовите, od древниот мит за критскиот крал Минос, во чијшто лавиринт живеело едно чудовиште, Минотаурус со човечко тело и глава на бик. И секој што ќе попаднал во тој лавиринт бил јаден од зверот. Лавиринтите се дел од во средниот век, во Ренесансата, од кралските дворови. До денес се зачувани, како оној во Версај. Служиле за забава. Во лавиринтот се бркале младите девојки и момчиња, си играле децата, но служиле и како можност да се размислува, зашто една од идеите на лавиринтите, поради комплексните шеми што ги следат, е да се представи потрагата по интелектуалниот живот, филозофска потрага, па и духовна потрага. И секако целта на лавиринтот е да понуди таква сложна, комплексна шема на движење, во кој целта е да се стигне до центарот. А секако човек може многу лесно да се загуби. Низ историјата на црквата познати се многу такви случаеви во кои некакви духовници, духовни авторитети го представувале духовниот живот на верникот по сложни, комплексни шеми, во кои обичниот верник и не може да се снајде. Па затоа е потребна помошта на духовниците, помошта на црквата, колку духовниот живот е представен во посложна шема, толку е поголема зависноста од духовниците, од свештениците, од професионалците. И знаете дека не случајно средниот век во Западна Европа е наречен мрачен период, зашто буквално целото човештво во Западна Европа паѓа под диктатурата на црквата, која ги држи клучевите од духовниот живот. Човек без црквата не може да живее духовен живот. Црквата ги држи клучевите на Божјото царство. Не по проста, така да кажем, поедноставна шема нуделе и фарисеите, свештениците во времето на Христос. Талмудот, која е основата на духовниот живот на јудеите, е полн со различни правила, и тоа правила за буквално детали од секојдневниот живот. Само во врска со саботата има повеќе од 300 правила, поедно за секој ден. И во една таква комплицирана шема на духовен живот, во кој обичните луѓе се зависни од книжниците и фарисеите, Христос изјавува: јас сум вратата. И на тој начин нуди една многу едноставна, духовна, така да кажеме, шема. Тоест, шема од еден чекор. За да се влезе, низ вратата е потребно само еден чекор. Треба да се премине прагот. И Христос вели: јас сум вратата на животот. Оној што ќе помине, прекумене како врата, тоа е спасен. Има живот во изобилство. И таквото представување е во контрастите, голем контраст со она што го поучувале фарисеите и книжниците во тоа време. Христос вели: нудам вечен живот со само еден чекор, чекор на вера во мене. И тоа не било каков живот, туку на крајот во 10 стих завршува живот во изобилност, во изобилие, изобилен живот. Најдобриот живот кој може човекот да го живее. Значи, тоа е темата на овој дел од Евангелието според Јован, 7-10 стих, кој пак е делот на поголема целина, од 10 глава,
а пак 10-та глава е дел од една поголема целина во која влегува 9-та глава. 9-та глава е дел од 8-та и 7-та, а сето тоа е дел од целото Евангелие, а целото Евангелие пак од Библијата. Но бидејќи 3 недели не сме се занимавале, е малку посетување. Кој е контекстот? Во 9-та глава Христос прво физички излекува слепороден човек, за да се потврди и така на дело како светлината на животот, се представи како светлината на животот на тој празник шатори, во кој главниот момент е палењето на светилниците навечер како потсетување на облакот, столбот од облак, столбот на светлина кој ги водеше евреите во пустините. Христос е јас сум светлината на животот, јас сум тој кој што го води човекот. И во 9-та глава тоа го покажа преку исцелението на слепородениот човек. Тоа е светлината на светот. Кој оди во Христос, кој го следи Христос, нема да оди во темнина. И настана она дебата со фарисеите и на крајот кога беше испрлен од синагогата, Христос дојде и духовно го исцели, му даде духовен вид, со што се потврди како Месијата кој доаѓа да даде духовно гледање на луѓето, да ги избави од темнината, духовната темнина. И започнува тука една дискусија сега. Фарисеите гледат како слепородениот кој веќе исцелен се поклонува на Христос како на божество и започнува дискусија која е намената за фарисеите и секако за нас. Тој како добриот пастир, тој како вратата, сушно се оно што се случува во 9-та глава, гледаме како се поучува сега во 10-та глава. Тој непосреден контекст. Избркана од така наречените пастири, нејудејскиот народ од фарисеите, меѓутоа доаѓа добриот пастир, вистинскиот пастир. И тоа се првите 6 стиха на 10-та глава. И таму се говори за врата, и таму се говори за пастир, и сликата во 10-та глава, во првите стихови всушност, е она древна слика кога наутро доаѓа пастирот за да ги изведе овците на пасење. И тој тука прави контраст меѓу себе си, како вистинскиот пастир кој доаѓа и влегува преку вратата, и оние кои што скокат од позади преку зидот. Вели, тие се крадци и разбойници. И овдека во стихот, во текстот што го прочитавме од 7 до 10, во тој пасус, 7 до 10 стих, се говори пак за врати. Вели Исус, јас сум вратата. И во првите стихови говори за врата, со тоа што има некаква суштинска разлика. Тој говори за онаа врата преку која што влегува овчарот за да ги изведе овците. Или вистинскиот пастир, тој не скока преку оградата, но Христос е легитимниот. За разлика од останатите кои доаѓаат само како крадци да го залажуваат, да го зграбуваат стадото, Христос е легитимниот пастир. Тој оној кој што влегува низ вратата, како бидејќи ги исполнува сите месијански ветувања од Стариот Завет, ги исполнува пророштвата, преку знаците што ги прави, делата, проповедите, тој се потврдува како вистинскиот пастир. И тоа доаѓа да ги изведе од стадото. Вели дека тој доаѓа да ги изведе, или буквално да ги истера, да ги избрка од тоа стадо, од тоа трло. Трло како еден систем во кој што живеат овците, во конкретниот случај тоа на јудејски систем. Зашто секој човек го има инстинктот на овца. Секој човек е создан како овца и се живее во трло. И се чувства пријатно во тоа трло. Некој живее во некакво трло на кариеризам, друг во религиозен систем, трети живее во трло на филозофски учења, го слуша словото, ги гледа христијаните, вели супер е сето тоа, меѓутоа јас си припаѓам на тоа трло. Има отпор да се напушти тоа трло. А трлото во крајен случај се покажува како робство, темнина. И Христос доаѓа да ги изведе своите од тоа трло, преку вратата и да ги однесе на пасење, да ги однесе во вистински живот. Тоа е воглавно символиката што ја представува во тие првите 6 стиха. Јас сум легитимниот пастир кој доаѓа да ги изведе од тоа трло на системи религиозни, јудејски, кон вистинското пасиште, кон вистинскиот живот. Во
Последните стихови од 7 до 10 повторно говори за врата, 2 пати спомнува врата и 2 пати вели јас сум вратата. И некако, ако може да ги представиме тие 3 стихови, 4 всушност во шема, 2 идеи има, они истите што се дадени во првите 6 стиха. Тој говори за врата и говори за лажните пастири и за вистинскиот пастир. Дадени се во една таква прогресивна, синтезисна форма, 2 пати вели, 2 пати говори за себе си како врата и 2 пати говори за крадци кои доаѓаат. Затоа што во повторувањето ја надградува идејата. Кога вели јас сум вратата за овците, потоа продолжува во 9 стих, јас сум вратата преку која доаѓа спасението. Кој ќе влезе преку мене ќе се спаси. И додова и пасиште ќе најде. И на крајот завршува и да даде живот во изобилие. Истото 2 пати се повторува и со крадците, во 8 и 10 стих. Вели, тие што дојдаа пред мене се краци, а во 10 и додава, тие доаѓаат да убијат и да погубат. Значи, тоа е таа шема што ја следи и основната идеја е тој како вистинската врата и оние што доаѓаат и нудат лажни врати. Нудат лажни излези од мизерниот живот на човекот. И сега во овој втор контекст на вратата, како да е поинаков од првиот, во првите 6 стиха, како што реков, каде што говори за легитимна врата. Тој влегува преку вратата, не скока како лажните крадци. Тој е легитимниот пастир. А овдека пак вели јас сум вратата. Нема многу разлика во тие 2 символики што ги користи. Тој влегува како вистинскиот пастир, но и тоа е вратата за излезот од тоа трло. Трлото на робството, на гревот, кој се манифестира во различни видови потоа на робства во кои запаѓаат луѓето. Адам Смит, еден од најпознатите, најдобрите познавачи на Стариот Завет, од крајот на минатиот и почетокот на овој век, кој правил многу посети на Блискиот Исток за да се запознае добро со контекстот, со фолклорот. И во една таква посета некаде 20-те години на 20-тиот век го истражувал тој пастирски живот на Блискиот Исток. И сретнал еден од бедуините, рекол Овчар, го замолил да му објасни, го одвел да му покаже едно трло, типично, нели, блискоисточно, изградено од камења, со само еден отвор. И оно што му направило впечатлок дека отворот нема врата, слободен е отворот. Низ него влегуваат и излегуваат овците. И го прашал овчарот, а зошто нема врата? И овчарот одговорил, јас сум вратата. Му направило впечаток, не, зашто наликува на Христовата изјава, а и знаел дека, всушност, овој муслиманин, не е христијан. Побрал да му обясни, и човекот рекол, кога ќе влезат навечер овците, натре, јас легнувам на вратата. И јас сум вратата. Ако некоја овца сака да иде само преку мене, може да излезе. Тоа е идејата на Христос. Тој влегува низ вратата, како легитимниот пастир, и тој е единствениот излез, преку кој неговите овци можат да влезат, да излезат и да влезат. Да излезат од робството, од тоа трло на робство и да влезат во животот на спасение. Тоа е единствената врата. И во тој контекст вели, јас сум вратата на овците. Јас сум вистинската врата. Врата за излез од лажното трло. И продолжува, нели, вели за тие крадците. Сите колку што дојдаа пред мене, се крадци и разбойници. А овците не ги послуша. И потоа завршува дека тие доаѓаат да крадат, да убијат, да погубат. И во првите 6 стиха говореше за тие крадци, вели дека тие прескокнуваат од оградата. И тука пак се повикува на тој, нели, живот, пастирски живот. Пастирите доаѓаат да ги изведат од вратата овците наутро, кога веќе се разденува. Овците не се пасат во мрак, додека крадците доаѓаат претходно, во мракот, во темнината. Тие се крадци во темнината, крадецот доаѓа во темнината да украде. И нивната цел не е
да се погрижат за стадото, туку да уништат, да украдат. И оно што го, всушност, целата што сака да ја покаже Христос, е дека фарисеите и книжниците действуваат како лажните крадци. Се повикува на пророштот Стариот Завет, каде што Христос рече на така наречените духовни водачи кои се представува како пастири на стадото, дека ќе ги тргне и ќе го постави вистинскиот пастир, оној што е од Давидовото потомство. И така завршува всушност првиот дел во 6 стих, кој е преминели кон овој текст нашиот денешен, дека им ја каже на фарисеите таа парабола, но тие пак не ја разбраа. Тие дојдоа, тие фарисеи, тие книжници, дојдоа, седнаа на седалиштето на Мојсей, како авторитети кои буквално ги вовлекоа луѓето во таква шема во кој тие се изгубија, како во лавиринт. Се изгубија, за да можат самите духовници, духовни авторитети, да бидат господари на луѓето, господари на Божиот народ, во тие сложни шеми. И тоа е карактеристиката на човекот. Тоа е еден од проблемите на човекот. Неговата тенденција да прави сложни шеми, комплицирани шеми и во тоа да интелектуализира, да облекува духовни вистини во филозофски форми, за да се пак на крајот представи човечката способност. Пак да се представи некако човечкиот интелект. Уште на почетокот, уште првото, древното христијанство се соочува со тој проблем. Со обидот на паганските христијани да го обличат христијанство во филозофска форма. И секако во тие обиди тие го изопачуваат во таквите сложни, високоинтелектуални обиди, го изопачуваат разбирањето за Бог и вистините за Бог. Затоа, например, првиот ересолог, кој пишува првата книга против ересите, Иринеј Лионски, мислејќи на таквите луѓе кои сака да се представат како високо интелектуални, вели, подобро е и далеко покорисно да си останеш едноставен и непознат, не толку познат, но да се приближуваш кон Бог преку љубовта, отколку да се сметаш себе си за многу упатен и премногу учен, но на крајот да се покажеш како богохулник на својот Бог, зашто ќе си измислиш друг Бог. И тоа е, уствари, еден од проблемите на нашите обиди да го интелектуализираме, да го представиме во некоја повисока, посложна форма Евангелието, на крајот стигнуваме до некој друг Бог. Оно што прави впечаток, всушност, во целото Божјо Слово, е дека наједноставниот во проповедите, во изнесувањето на вистините, е самиот Бог, или Исус Христос. Тој е многу поедноставен од Павле и од другите. А самиот Бог, зашто како Бог доаѓа, не трудејки се, што нема потреба, да се представи како многу паметен, нешто многу повеќе од луѓето, тоа нема таа потреба. Тој е самиот Бог. И тука додава Христос и вели, но тие обиди, тие гласови на лажните пастири, овците не ги слушаат. Неговите овци, кои што го препознаваат Христовиот глас, кои што од Христос ја добиле чувствителноста, духовното слушање, ќе разграничат кој е Христовиот глас, а кој е гласот на лажните учители. Зашто тие копнеат за вистинското млеко, како што бебето копнее за мајчиното млеко и ќе пропознае лажно млеко, така и Христовите овци го препознаваат гласот на својот пастир и копнеат да се наситат. Тоа е она што е наситува нивната душа. Зашто, да, има учители кои ќе представат учење полно со зборови, полно со високи идеи, но душата останува празна. Многу говорење, но на крајот нема храна. Нема храна за душата, да, многу храна за интелектот, многу храна за човечката гордост, но
Ништо за душата на човекот. Словото на Христос е онаа што ја наситува човечката душа. Словото е онаа што храни. Словото е онаа која Светиот Дух ја претвора во храна, за да раѓа потоа плод во нас. Плод кој е Христовиот живот. Плод кој всушност не соединува со Христос, да бидеме ние во Него, Тој во нас и да се гледа тој Христов живот во нас. Плодот на Светиот Дух е всушност Христовиот живот, Христовиот карактер. А тоа доаѓа преку преобразбата која врши Христовото Слово, Божјото Слово. И продолжува, нели, говорејќи за краците, вели, јас сум вратата. И тука користи полната форма, пак, тоа е едното, јас сум. Од оние познати јас сум во Евангелието. Јас сум идентификацијата со Бог. Јас сум вратата на овците, зашто не може врата кон Бог да биде нешто друго освен самиот Бог. Јас сум идентификација со Јахве, со Бог. И човекот може да дојде до Бог само преку Бог. Јас сум Бог. И само јас сум патот да се стигне до Отецот. Јас и само јас. Нема друга врата. И при тоа користи чинувана форма на врата. Вратата. Единствената врата. Нема друга врата. Уникатно. Ексклузивно е спасението, сака да каже Христос. Не постојат други учители кои можат да ве однесат. Нема други начини. Не постои учење како не е важно во што веруваш, важно е искрено да веруваш. Не е искреноста, вистината е во прашање. Дали веруваш во вистината? Вратата е символика, меѓу другото е во Стариот Завет за достапот до Бог. Ноевиот ковчег е она сенка за спасението во Христос. И кога даваше Бог инструкции на Ноја тоа како да го изгради ковчегот, му потенцираше една врата, еден влез. И кога скинијата се градеше, каде што таму беше Божјото присуство, да се влезе нели до Божјото присуство, потенцираше една врата, еден достап до Бог. Во Христос е спасението. Не едно од вратите. Јас сум вратата. Спасението е нели така да кажеме, и ексклузивно едноставно. Јас сум вратата. Тоест, во спасението, до спасението се доаѓа преку верата во мене. Не бара духовни напори. Човекот, проблемот на човекот тоа е што сака да ги комплицира, да ги направи посложни тие системи духовни, за да се вклучат човечките напори. За да човечкото знаење, човечките достигања влезат во сето тоа. Човечките формули да бидат дел од сето тоа. Бидејќи така се дава на човекот значење. Павле го има токму тоа во предвид кога во Римјаните 10 глава вели да не речеш во своето срце кој ќе се искачи до небото, што значи да го симнеме од таму Христос. Тоа се напорите на човекот. Голем дел од филозофските, религиозните системи велат дека ние треба да се издигаме, да стигнеме таму горе, до небото, до Бог. И таму, и така да го добиеме обштението. И Павле вели, да не си речеш во своето срце, сега ние треба да се издигаме, па да го симнеме Бог до нас. Не, Бог се симна. Зашто не може човек да се искачи до Бог. Не постои, нема начин. Тој се симна меѓу нас. И продолжува, што значи се симна Христос? Или кој ќе слезе во бездната, кога Христос веќе умре, па да го од бездната сега да го изведеме од мртвите. А што вели Словото, продолжува Павле? Близко до тебе е што? Словото. Во твојата уста и во твоето срце. Односно, она слово на вера што го проповедаме. Зашто ако со устата исповедаш дека Исус е Господ и во срцето свое поверуваш дека Бог го воскресна од мртвите, ќе се спасиш. Тоа е. Нити да се искачуваш горе,
niti pak da se simnуваш. Словото, верувај во Словото, исповедај го, во срцето поверувај. Тоа е спасението, да поверуваш во Христос. Едноставно. Верата дава едноставен влез преку Христос. Лесен пристап. За чекоруваш со вера во спасението. Не лавиринт од патеки што збунуваат, не сложни доктринални шеми кои треба да ги познаваш, да ги цитираш, еден чекор на верата. И знаете, пак ќе кажем, во тие обиди наши човечки, ние да формулираме концепти доктринални, лесно, многу лесно, ја губим разликата помеѓу благодатта и делата. Многу лесно се случува тоа. Спасението само по благодат. Меѓутоа, во тие шеми лесно запаѓаме да ја помешаме благодатта со дела. А благодат, која е извалкана, да кажеме, од дела, веќе не е благодат. Не постои мешавина, некаква мешавина меѓу благодат и дела. Или е само благодат, или е дела. Делата не спасуваат, само благодат. Зато треба многу да внимаваме. Кога истражуваме, кога се задлабочуваме од тие работи, да не стигнеме на крајот дотаму нашето спасение да биде помешано нашето учење со дела. Зашто Христос вели само вера, кој ќе влезе преку мене е спасен. Ништо повеќе од тоа. Да, секако, никој не може да го бара Бог. Не постои такво нешто. Никој не може да дојде, никој не го бара воопшто Бог. Ако Бог не го привлече. Потребна е неговата благодат. Секако. И дури ако не се чувстваш привлечен, ти имаш одговорност да се молиш Бог да ти даде копнеш, да го бараш. Бог да ти даде вера, да го повикаш, да влезеш во спасението, да го направиш тој чекор. Имаш одговорност. Твојата одговорност е да влезеш преку вратата. Ако не си го направил тој чекор и имаш копнеш, Светиот Дух те повикува, дојде пред Исус, моли се. Тој ќе ти објасни, ќе те открие, ќе те привлече, ќе те помине низ вратата, во спасението во новиот живот. Ако го немаш, моли се, Бог да те привлече, да ти даде копнеш, зашто тоа е твојата одговорност. Да влезеш преку вратата. И кој ќе влезе, продолжува, Христос вели, и ќе излезе, и пасиште ќе најде. Говори за влегување и излегување. Тој што влегува и излегува од некаде. Тој излегува од тоа трло. Цената пак е, нели, она утринското доаѓање на пасира да го изведе од трлото, да го изведе од тој систем, во каков и да е, во каков и да живее овцата, за да стане Божја овца, треба да излезе. И тука говори за слобода всушност. Влегувањето и излегувањето е слобода, има слобода. За разлика од оние кои се во трлото и немаат слобода, не можат да излезат. Поробени се. Велат, не можеме, тука ни е пријатно, се чувствуваме удобно. И ти му велиш, ама надвор од тоа трло, во Христос имаш слобода, е подобро. Не, тука ми е добро, се чувствам удобно во тоа трло. Зашто немат слободата. Поробени се во гревот, во темнината и пак се чувствуваат таму удобно. Христос вели, кога тој ќе ги повика и ќе чуат неговиот глас, ќе излезат. Влегуваат во новото, излегувајќи од старото, во еден нов живот. Ослободени од гревот, од робството на гревот, од последиците на робството на гревот. И тука има едно снабдување, постојано снабдување. Пасиште ќе најде. Христос асоцира, алузија прави кон Псалм 23, или пред 2 недели имавме проповед, почнав со зборовите, Господ е пастир мој, ништо нема да ми недостасува. И идиомот што го користи овде кад Давид е, Господ е пастир мој и ништо друго не сакам.
Не ми треба ништо друго. Ако Господ е мојот пастир, јас ке имам заедно со него се. А ако Господ не е мојот пастир, тогаш што е да имам, јас пак немам ништо. Зашто во Христос имам се. И тука Христос се представува како добриот пастир. Во него имаме се. И тоа се двете алтернативи во животот. Или е Господ твој пастир, или нешто друго е твој пастир. Ако Господ е твој пастир, ништо нема да те недостасува, зашто во Христос имаш задоволување. Ако е нешто друго, а ти сигурно, секој следи нешто, секој е овца на некаков пастир. Ако не е Христос, тоа ќе биде религиозен систем, кариера, некоја личност, но на крајот на краишта значи мизерен живот. Зашто колку и да имаш во трлото во кое се наоѓаш, не Христовото, некакво друго, животот таму не е, како што Христос вели, изобилен. Не е во полнота. Туку е ограничен живот кој не нуди вистинско задоволство, колку, нели, и да имаш останати работи. Постојано снабдување, целосно задоволување. Секако тоа не значи задолжително богатства. Најубавите коли, најскапите коли, најубавите, најголемите куки, така натаму. Кога Павле, нели, пишува на Филипјаните и се моли за нив, вели во 90 стих 4 глава, мојот Бог во своето богатство нека исполни секоја ваша потреба за слава преку Исус Христос. Потреба. Говори за потреби. И нашите потреби ќе бидат задоволени во Христос. Се ни е дадено од нашиот Бог и нашиот пастир Христос за наше добро. Ништо нема да ни недостасува. Целост задоволеност. И вели Христос, јас дојдов. Јас за тоа сум пратен, како цел го поставува. Гледајќи ги луѓето, многу пати Христос заклучуваше, беа како овци без пастир. Што без него тоа е човекот, овца без пастир, изгубен. И тука потенцира Христос, јас дојдов за таа цел, јас одам на крстот за таа цел, јас страдам, умирам за тоа. Зошто? Што нема друг начин. Не може човек на друг начин да стигне до тој живот, кој ќе го објасним малку подоцна, освен во Христос, во тоа дело што тој го изврши на крстот. Ако имаше друг начин, ќе го дадеше ли Бог својот син? Ако имаше друг начин, тогаш се покажува дека жртвата на крстот на Христос па и не е необходната. Тоа го кажува, го пишува на Галатјаните апостол Павле. Ако законот велита, може да спасува, тогаш ќе го дадеше ли Бог Христос? Ќе направиш ли таква глупост? Тој да биде како алтернатива. Добре, еве, ќе го дадам мојот син како дополнително решение, но можат луѓето и некој друго решение да се имат. Прави ли Бог такви безсмислени работи? Зошто го даде својот син воопшто, ако има и друг начин? Вели, затоа дојдов. Тоа е мојата цел, за да имате живот во изобилство. Зашто нема друг начин. Ако не дојдам и ако не го извршам, изгубени сте за секогаш. Нема живот каков што, нели, Бог замислува за човекот. И тоа живот во изобилство. И тука користи таа фраза живот во изобилство, изобилие, е позната за древниот човек. Го има во делата на познати автори во тоа време, како например Ксенофон. И тие го дефинираат што значи таа фраза живот во изобилие. Тоа е како еден идиом кој го користеле во времето и значи да имаш живот, нели? А живот во изобилие да имаш повеќе од другите. Сега не во материјална смисла на зборот, друг вид на живот. И како го дефинираат тие, како го обяснуваат? Дават дефиниција наедноставно со оган. Или има оган од свеќе. И тоа е оган. И може тој оган од свеќата да осветли просторија. Но велат сосема друго е оган од запалено дрво. Многу повеќе светлина има кога ќе се споредат.
А представете се пак оган од нека голема печка која топи железо. Оган, меѓутоа во многу поголемо изобилство. И користат исто така, веќе поконкретно, споредби со животот. Велат, има двајца луѓе, двајцата живи, имаат живот. Меѓутоа, едниот е болен во постела, а другиот е здрав. И едниот има живот, и другиот, меѓутоа, другиот има повеќе живот. И потоа продолжува споредот, вели, и дури двајцата ако се здрави, едниот може да има повеќе живот ако е помудар, ако е позрел, ако го согледал животот во длабочината и тој ќе има повеќе живот. И Христос овде как вели, јас дојдов да имат живот, изобилен живот да имат. И во духовната смисла, Исус сака да каже, може да се има повеќе живот од она што вообичаено се смета за живот. Секако, тука не се мисли на должина, на квантитет на живење, зашто има Божи луѓе кои пламнале, буквално, осветлиле во само 30 годишен живот, како Мекчейн. Тоа оставил таква длабока трага во христијанството во Шкотска, како многу поголемо од луѓе што живеели и по 90 години. Се говори за длабочина на животот. Прво, тој е живот на знаење, на познавање. Во молитвата во 17 глава Христос ке рече, тоа е вечниот живот, да те познаваат тебе и испратениот од тебе Христос. Живот значи знаење. Оно што има повеќе знаење, тој има повеќе живот. Поизобилен живот, за разлика од оној кој што е со ограничено знаење. Секако овдека не станува збор за знаење на научници, на филозофи, туку познавање на Христос, познавање на Бог. Бидејќи останатото знаење, кој не е лошо, е ограничено. Светското знаење ќе ти даде разбирање за овој свет, меѓутоа нема да ги даде одговорите на оние конечно прашања, па зошто е сето ова? Кој сум јас? Зошто сум тука? Зошто сум во темнина и како надвор од темнината? Знаење, познавање на Бог. Оно што има богат живот е човек кој копне да го има знаењето за Бог, да го познава. Тоа е вечниот живот, да го познава Бог. Зашто тој живот носи стабилност меѓу другото. Колку повеќе го познаваме Бог, колку повеќе растеме во тоа познавање преку Словото, ние сме постабилни. Голема е мизеријата на христијаните, на оние христијани, кои во непознавање на Бог се, како вели Павле во Ефесијаните 4 глава, се фрлани, како гранки, веени од ветрот, од едно учење во друго учење. За жал, многу такви христијани има. Ке чујат едно учење, ке тргнат водо, ке се разочарат. Па потоа друго учење, кај друг авторитет, друг некој култ, па и тамо ке се разочарат. И постојано се мафтани во еден мизерен живот. Зошто? Зошто го немат изобилството, духовното изобилство кој што го носи Христовото знаење, познавањето на Бог, стабилност. И знаете, тоа е плоден живот. Колку повеќе го познаваме Христос и живееме во животот со Него во Словото, толку повеќе ќе имаме плоден живот. Толку повеќе во нас Светиот Дух ќе го раѓа плодот кој сушно значи Христов живот. Да бидеме христолики значи во нас да го имаме плодот на Духот, да се изјавува, да го живееме, да имаме љубов, мир, радост, долготрпение. Тоа е богатството. Зашто можеме да имаме многу други работи, но да немаме љубов и да немаме задоволство и да немаме мир. И постојано да бидеме вознемирени. И постојано да бидеме под некаков притисок на овој свет. Гонети од суетите на светот. Колку повеќе сме заедно со Христос, толку повеќе во Словото и молитвата, толку повеќе ќе се раѓа Неговиот живот во нас. Толку повеќе, раѓајќи се животот на Христос како плод во нас, ќе бидеме соединети со Него, тој во нас, ние во Него. И толку повеќе бидеме богати со живот. Зашто нема поголемо богатство тоа да изобилува Христовиот живот во нас. Тоа е живот во изобилство. И секако носи и богатства тој живот. Но не земни, туку вечни богатства. Зашто ништо од она што правиме не е залудно. Ниту
Нищо от нашия труд не е напразен за Господа. Носи богатства. И то вечни богатства в Божието царство. Богатства, кои не пропаѓаат. Не може никой да ги украде, никой да ги унищи. И тоа, знаете, кога знаеш дека се трудиш за нешто, и тоа нема да пропадне, имаш исполнетост. Зашто ништо, ни смртта, нема да го погреба, да го унищи. Поинаква сатисфакција од земното богатство. Таа според многу јасно се гледа во случајот со богатиот млад управник. Богат човек, успешен, доаѓа кај Христос и го прашува: учителе, што да направам да имам вечен живот? Вечен живот. И Христос вели: ми во законот што пишува? Знаеш. И младиот управник кажа: од дете јас тоа сето го знам. И тогаш Христос му вели: едно нешто ти недостига. Продај го сето богатство, дај го на бедните и тргни по мене. И што се случи? Се натажи. И продолжува, нели вели, зашто имаше многу имот, многу богатство. Ја немаше слободата да влегува и излегува, зашто тој имот го направи мизерен тој човек. Да нема, го пороби. Да не може да тргне во оние поголеми богатства, вечни, оној живот во изобилство што Христос го нуди. Богатството му беше пречката. Тој си живееше во тоа трло на богатство, залажувајќи се дека уште од дете ги исполнува заповедите, а всушност се покажува дека првите две веќе ги крши. Зашто првата заповед е да имаш сам, Господ е твојот Бог, да немаш други богови, да не си правиш идоли. Кој беше неговиот Бог од кој не може да се откаже? И богатството. И затоа се отиде натаму во таа мизерија. Не е тоа изобилен живот. Христос вели: јас дојдов со таа намера да ви понудам живот во изобилство. Знаете, животот во овој свет е сличен на лавиринтите. Лавиринтот има за цел да стигнеш во средината, лутајки, пробувајќи на каде треба да стигнеш во центарот. А центарот обично на лавиринтите е празен, нема ништо. Ке стигнеш до центарот и ќе видиш дека ништо нема таму. Знаете, многу луѓе кои се поствувале цели во животот и поминале преку многу лавиринти да стигнат таму и стигнале, и кога стигнале разбрале дека таму ствари нема ништо. Има една изјава позната на оној првиот тестер пилот кој што го пробил звучниот зид уште 47 година. И во интервјуто дадено 42 години подоцна го прашува за тој момент. Како беше? Тоа е многу адреналин и многу опасна работа. И тој вели: ми толку беше, што да кажем повеќе. Беше, помина, траеше неколку секунди. Зашто од тогаш наомо тој звучен зид 8-16 пати надминат. Сега има авиони кои летат 16 пати побрзо, 16 маха. Како 16 пати побрзо од брзината на звукот. На звукот, или кажа светлината, на звукот. Не. Тоа е тоа, ќе постигнеш нешто и потоа гледаш дека не е ништо. После тебе некои 10 пати повеќе го надминат тоа. И затоа е човекот влезен во тој лавиринт да трага. Ке постигне една работа, нема да го види, да го најде задоволство, па друга работа, како што Соломон пишува во Еклесијаст, во проповедникот. Жени, книги, мудрост, богатства, убава, неубавата куќа во светот во тоа време. Едно од светските чуда во древноста. И вели суета на суетите. Ако немаш страв од Господ, ако не си со Господ, се е суета. И човекот, и покрај сите тие искуства на човештвото, упорно трага во овој свет да најде некако задоволство, да биде исполнет, а Христос вели: јас нудам живот во изобилство. Живот, ами постои вишок. Не вишок во негативна, он вистинскиот живот, кој го нема човекот без Христос. Никој пат не може да го најде во тој лавиринт во кој се вртиме и на крајот на краиштата не јаде тој лавиринт.
апостол Павле на Филипјаните, говорејќи за неговата цел, целта што тој ја следи од како го сретнал Христос, вели да го познаам него, силата на неговото воскресение, учеството во неговите страдања, грижејќи се дури мојата смрт да биде слична на неговата. С други зборови, вели, мојата амбиција, големата амбиција во животот е повеќе да го познавам Христос, во се да го познавам Христос. Зошто тоа дава живот во изобилство. Тоа е вечниот живот. Да те познаат тебе, вистинскиот Бог, и Христос кога ти си го испратил. Единствениот начин да имаме таков живот е верата во Христос. Нема друг начин. Затоа дојдов, вели Христос. Само во него влегувам во тој живот. Прошка, слобода, мир, ослободување. Никој пат, никој лавиринт тој живот нема да го најде. И затоа една молба од Словото, да не ги претвараме овие едноставни вистини во комплицирани, сложни лавиринти, кои имаат за цел на крајот на краиштата да го збунат човекот. Тоа е целта на лавиринт. Да го збуни во потрагата на крајот да стигне до ништото. А пак античките лавиринти велат водат до смрт, зашто ќе те изеде таму Минотаурусот, чудовиштето ќе те изеде. И сите луѓе кои тргнале во овој живот, во овој свет, во тие лавиринти што ги нудат лажните учители да најдат смисла на животот, на крајот се изедени во лавиринтите. Живот само во Христос. Влез во неговото трло. Во она каде што тој како добриот пастир ги паси сега и во вечноста. И во тие схатолошки сцени кои гледаме, се уште јагнато и таму е тој кој што ги паси своите овци во целата вечност. Затоа да се држиме до овие вистини. Овие јасни, едноставни вистини кои значат живот. Живот во изобилство. Ако не си влегол преку вратата Христос во неговото трло, тој да те биде пастир, моли се да ти открие. Тој повикува, ние треба да се молиме, да го слушнеме неговиот глас и да дојдеме кај него. А секој што ќе дојде кај него, и затоа овој повик е да ексклузивен, само тоа е вратата, но е инклузивен. Зашто вели кој ќе влезе? Оној што ќе влезе, во претходниот стих пишува. Кој ќе дојде? Секој што ќе дојде, ќе влезе. Нема да биде вратен. Не разграничува етничка припадност, пол, образование, оној што ќе дојде. Оној што ќе дојде кај Христос. А неговите овци го слушат неговиот глас. Затоа, мојата молитва, моли се Духот да ти проговори, да те привлече во Божјата благодат, да станеш неговата овца, да дојдеш пред него во покаяние и да го добиеш тој живот во изобилство. А ништо веќе го живееме. Да го живееме во таа едноставно што ни дава Христос. Зошто вистинското задоволство е во него. Во она што тој како плод на крајот на краиштата го раѓа како негов живот во нас. Нема ништо побогато, нема поголемо изобилство тоа да го живееме неговиот живот во овој свет. И тоа на крајот носи слава. Па да се молиме. Татко Небесен, ние ти благодариме за овие поуки кои се толку едноставни, толку длабоки. Пореки кои не воздигаат, не вознесуваат до Божјото величие и слава. Не ги откриваат Божите големини. Толку се едноставни што секој може да ги свати, но и толку длабоки што ние не можеме и во најдлабоките размислувања да ги исцрпиме целосно. Зато се молиме, Татко Небесен, тој голем ден, кога ќе го видиме Божиот Син лице в лице. Копнееме, Господи, да бидеме со него во рајот, кога сите оние ограничувања што денес ги имаме ќе паднат и ќе гледаме како што е на нештата. Зашто вистинскиот рај е да се биде со нашиот Господ, да се биде со Бог, троичниот, да бидеме со нашиот пастир,
во Божието царство во целата вечност. Тоа е рај. И ние и сега го живееме тој рај. Иако не можеме целосно да го сватиме, целосно да го разбереме, зашто сме слаби и нашите умови се ограничени и нашиот грев ни пречи, гревот со кој се бориме. Но ти, Господи, и сега ни даваш сознание преку светувањето за тие вистини. Преку вера, Господи, гледаме, знаеме дека таа иднина е сигурна и славна и ќе дојде тој ден кога ќе бидеме пред Тебе и тогаш ќе ги видиме јасно. Затоа, копнејќи за тој ден сега, Ти ни давај благодат, сила да го живееме вистинскиот живот, да Те бараме, Господи, Тебе, да копнееме за Твоето Слово и да се храниме и да го живееме. И да се подпираме единствено на Твоята благодат. Зашто се е поради Твоята благодат, се е заради жртвата на Твојот Син, што ни даде нов живот, ни даде прошка и прифаќање. Се молиме за Македонија, Господи, кога гледаме дека тоне во темнина. Духовна темнина која значи темнина во секој поглед. Се молиме, Господи, за народот. Ти, Господи, симни го Твојот дух. Дај знаење, дај откровение во срцата, дај светлина. Словото што го проповедаме, што се шири, што го евангелизираме, да паѓа на срца кои се од Тебе подготвени и отворени. Спаси ја Македонија, Господи, те молиме. И направи ја Македонија, Господи, народ Твое стадо, кој Ти ќе го пасиш. Затоа се молиме за управници кои нема да го мамат народ, нема да го лажат, не како крадци ќе доаѓаат, туку како Твои слуги, кои во страв пред Тебе ќе го водат Твојот народ по Твојот пат. Затоа се молиме, Господи. И тоа го бараме, верувајќи во Господ Исус Христос, нашиот Спасител, и во Неговото име сето тоа, Господи, го бараме од Тебе.